Можеме да почнеме? Почитувани, таман ќе помислиме дека скандалите на владата го достигнале врвот, излегува нешто уште поголемо и уште пострашно. Досега мислевме дека аферата Злетовица крие корупција и криминал тежок милиони евра, бидејќи се уште владата не им објаснила на граѓаните како тоа тогашниот министер Спасеновски дел од градежните работи ги дал на фирмата Силекс Неметали, иако јапонските консултанти написмено се изјасниле дека фирмата не е оспособена за таа работа. Но сме биле во голема заблуда. Има нешто многу поголемо, многу пострашно од криминалот и корупцијата. СДСМ дојде до нови шокантни сознанија за хидросистемот Злетовица, кој треба да обезбеди вода за пиење за повеќе од 120.000 граѓани во Штип, Пробиштип, Свети Николе, Кратово, Злетово, Лозово и Карбинци. Уште од февруари 2007 година, власта на Никола Груевски знае дека површинската вода и почвата во регион кој го покрива хидросистемот Злетовица содржат тешки метали, опасни по човековото здравје. За потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изработена е студија од страна на Јапонската агенција за меѓународна соработка. Се вика студија за развивање капацитет за управување со загадувањето на почвата поврзано со рударството во Република Македонија. Јапонската студија е јапонски прецизна. Точно се означени подрачјата во кои водата и почвата содржат тешки метали. Точно се посочени металите: кадмиум, арсен, олово, манган, никел, бакар и цинк. Повторуваме, се работи за тешки метали за кои медицината вели дека се крајно токсични. Прашуваме, зошто цели 4 години овие сознанија од јапонската студија се кријат од македонските граѓани? Тоа ли е искреноста на премиерот Никола Груевски и неговата влада кон сопствениот народ? Сега станува многу појасна трагедијата која му се случува на Свети Николе, град кој неколку години поред е на прво место во Македонија по бројот на малигни заболувања по жител. Таму повеќе од 7 години водата беше забранета за пиење поради потврдено присуство на тешки метали. Македонската јавност, особено граѓаните од Штип, Пробиштип, Свети Николе, Кратово, Злетово, Лозово и Карбинци, мора да ги знаат сите информации за хидросистемот Злетовица и за квалитетот на водата за пиење што треба да ја добиваат. Бидејќи за некои од металите е утврдена поврзаност на загадувањето со јаловиштата и старите рударски окна, неопходно е тие соодветно да се санираат. Според нашите информации, согласно акциониот план содржан во јапонската стратегија, владата има подигнато средства од околу 3 милиони евра од Јапонија за санација на јаловиштата и старите рударски окна. Прашуваме, каде завршија парите? Јавноста знае колку многу господинот Груевски сака да фрла лопати и да пушта во употреба водоводи, спортски сали и така натаму. Кога ништо во земјава не се пушта во употреба без негово присуство, зошто не отидовте на пуштање во употреба на водоводот токму во Свети Николе? Здравието е во прашање и затоа на 5 јуни граѓаните нема да ви простат за вашата неискреност. Благодарам. Дали имате прашања? Да, може. Јас можем да окажам следното. Значи, со денови ги гледаме залудните обиди на ВМРО ДПМН од нешто што е кристално јасно да направат случај. Значи, кои се фактите? Најголем дел од парите за организација на настанот за кој што зборува ВМРО ДПМН се пари од владата, од буџетот на владата. И вториот факт, Државниот завод за ревизија направил контрола и утврдил дека е се во ред. Значи, ВМРО ДПМН сака да се постави себе си во улога на партиско истражен орган и бидејќи толку им е голема желбата за тоа, ние со нетрпение очекуваме кога ВМРО ДПМН ќе организира и ќе одржи, например, една пресконференција на која што ќе им објасни на граѓаните
Како Валентина Стевановска од уметник анонимец стигна до милионски хонорари и како за самитот на НАТО во 2007 година, кој што го организираше владата и премиерот Груевски, беа потрошени фантастични 3 милиони евра, од кои 800.000 евра во директна спогодба.